кога човек ќе биде запрашен за тоа што е вистина, тешко може да се одговори на тоа прашање. До некаде етимологијата ни помага да разбереме всушност што тој збор сам во себе си крие. Например, кога ми велиме вистина, значи во себе си овој збор го содржи зборот исто. Значи вистината е иста. Значи нешто што е континуирано исто, тогаш тоа е вистина. Односно, грчкиот поим за вистина е алитија, значи го содржи зборот лета, тоа е таа митолошка река, која ја минуваат, оние кои заминуваат од овој свет, река на заборавот, алитија значи незаборавање. Значи, вистината е она што не се заборава. Значи, нешто што поврзано со она претходното што го кажав, нешто што има континуиран контекст на своја пројавност таков како што е. Значи, нешто што не зависи од вчера или завчера, него постојано си има исто својство или иста своја содржина. Значи, доаѓаме до некаков апсолут. Така, да. Значи, доаѓаме до некаква состојба, до некоја позиција на нештата кои допира до она што ние го нарекуваме апсолутно, да. И на латински veritas од вер, верувам, значи, и таа вистина се прифаќа затоа што ја прифаќаш дека таа вечно постои, вечно како вечна постоечка димензија. Значи, сепак кога од почеток така говориме за овој проблем на вистина, ние многу често под поимот вистина ја подразбираме апсолутната вистина, значи смислата на постоењето, вистината за Творецот, вистината за нашата екзистенција, вистината за она што е создадено од Творецот и така натаму и така натаму. Но има и така наречени оние наши секојдневни, условно да кажам, релативни вистини. Значи вистини кои важат, имаат своја трајност, но не апсолутна трајност. Например, денеска е недела, но утре нема да биде недела, ќе биде понеделник. Така да за денеска важи вистината дека е недела, но утре ќе биде друг ден. Или например, во моментот оваа чаша е на масата, но ако е пуштам доли и падне, таа веќе нема да биде на масата, ќе биде во некоја друга позиција. Значи, кога говориме за тој поим, за таа проблематика за вистината, сепак треба и да конкретизираме. Значи, дали размислуваме, дали нашиот ум го насочуваме, односно нашите гносеолошки органи кон познание на апсолутната вистина или на она што како вистина, како релативна вистина со која сме обкружени во овој свет. Вистина многу е така, вистината полна со содржина, но полека се надам дека низ оваа емисија па ќе се обидеме така да влеземе во самата проблематика на тоа што таа е. Добро, откако ги лоциравме овие две терминолошки одредници, ајде сега да видиме за оваа втората вистина, она што е релативно, она што без, да кажеме, што е вистина, само што не е апсолутна, да. Да, и која е практично неопходна за луѓето да можеме да живееме едни со други. Така е, точно. Без сознание, без одговорност кон таа вистина, ние ќе не можеме да воспоставиме нормален личностен однос со тие што се околу нас. Замислете сега, например, ако ние непрестано не ја говориме вистината за нештата, туку на луѓето им говориме лага. Еве да земеме некаква конкретна ситуација. Пример, некој човек е во брак. Значи, тоа е неговата брачна состојба. Тој се наоѓа во таа состојба. Вистината е дека е во брак. Но, например, ќе се најде во ситуација кога може да падне во искушение, од друга страна да најде некоја убава партнерка и ќе се отвори разговор и така натаму. И сега, ако он ја каже вистината дека е во брак, тогаш таа негова, например, желба да се реализира некаква релација и така натаму ќе пропадне во вода. И сега што се случува? Ние почнуваме да лажеме. Значи, човекот ја негира вистината, која е вистина, дека е тоа што е, и почнува да говори нешто што е спротивно на тоа што е, а тоа е лага. Значи, тука можеме полека и да ја откриваме и причината зашто луѓето лажат. Лажат од себични побуди или постојат и други причини? Само малку да се навратам околу ова, пошто колку толку проговоривме за тоа што е вистина. Сега,
Всушност, лагата постои затоа што постои вистина. Да не постои вистина, нема да постои лага. Всушност, лагата е негација на вистината. Всушност, кога ја негираме вистината, кога го негираме тоа што е, фактичката состојба таква какво што е, кога одиме спротивно на таа фактичка состојба, заради здобивање на некаков или остварување некаков интерес, здобивање некаква корист, потикнување на можност за манипулација кон одредени личности, така натаму и така натаму, и тогаш ние се користиме со моќното орудие на сите овие нешта, тоа е лагата. Да, и токму затоа предпоставувате дека покане сте да говорите на оваа тема, затоа што практично, имајќи контакт со толку многу луѓе, вие практично ја допирате душата, ја запознавате душата на луѓето, така да може да дадете и одговор зошто, еден од одговорите, зошто луѓето лажат. Лажеме, зошто луѓето лажат? Па, многу едноставен одговор е дадено на тоа прашање. Луѓето лажат затоа што во себе имаат нешто што се нарекува зло. Злото е состојба која ги потикнува луѓето да не бидат тоа што се. Злото е состојба која ги потикнува луѓето да бидат нешто што не се, односно ги потикнува да живеат во една карикатурална, искривена слика или позиција кон самите себе си. Односно, еве, ако одиме по она што ни е откриено од нашиот Творец, од нашиот Бог и запишено во Светото писмо, значи, од моментот кога нашите прародители Адам и Ева се инфицираа, буквално јас така го користам тој термин, некако најповеќе ми лежи, откако нашите прародители се инфицираа со злото, откако злото навлезе натре во нив, значи, таа состојба, значи, злото како болест, како отров, почнува да ја потикнува личноста самата себе си да се личноста да се свртува против самата себе си. Тоа е еден парадокс. Мислам, и тогаш во нашиот натрешен човек, односно во нашиот дух, во нашата личност, во нашето собство, како сакате, има тука многу термини, значи започнува една состојба која работи против нас, противположна состојба. Таа противположна состојба е активната состојба на злото, а тоа е гревот. Значи, кога злото активно ќе почне да делува во нас, тоа ние го нарекуваме грев, односно амартија, промашување на целта. Односно, ние ја промашуваме целта на нашето постоење, ја промашуваме целта на нашиот вистински идентитет, ја промашуваме целта на нашиот вистински меѓучовечки однос, ја промашуваме целта на нашиот однос кон многу нешта што постои од овој свет. Зошто? Затоа што злото потикнува во нас промашување, односно потикнува грев, а гревот потикнува во нас миријада, значи неброени потици кои во нас имаат за цел да предизвикаат лага или затемнување или заматување на тоа што ние навистина сме. И кога ќе почне тоа заматување, тогаш тука почнуваат да се раѓаат разни страсти, разни слабости, разни пороци, разни интереси, и луѓето, за да ги одржуваат тие разни болни состојби патолошки, почнуваат да лажат. И сега, накратко ви му. Постојат ли, отец Ивица, мали и големи лаги? Постојат ли корисни лаги? Постојат ли лаги кои, еве да кажеме, не може да наштетат? Бидејќи во секојдневието може да се слушне, па тоа е мала лага, па добро, па така некако имал известна доза на толеранција кон лагата. Живењето во овој наш свет, ваков како што е, инфициран од злото, внесен во сериозно отстапување и промашување, кој ние гледаме какви се патолошки, ненормални меѓуличностни односи денеска постојат во нашето секојдневие помеѓу луѓето, кога гледаме ние какви се релации постојат внатре во самите луѓе, мислам, болни, тогаш навистина човек треба да биде страшно многу мудар. И тука користи мудроста. Значи, мудроста, тоа е тоа духовно искуство од познавање и живење во вистината, да се знае што и како да се каже. Односно, во која ситуација, како некоја работа да се каже. И сега, може би, понекојаш некои работи премолчуваме. Дали е тоа лага? Зависи од ситуацијата. Например,
мене ми се случува, еве конкретно тргнувам од себе си, понекогаш, како што вели самиот Христос, не можеш некому да му дадеш нешто да носи кога он не е подготвен да носи таква духовна тежина. И тогаш го премолчуваш тоа, значи таа вистина, за да му ја кажеш кога ќе биде доволно подготвен да ја носи. Сега, има и друг начин на премолчување, кога сакаш, например, тој другиот да не ја дознае вистината за некоја ситуација и така натаму, за од тоа да извлечеш лична корист. Значи, имаме различити премолчувања. Многу се комплицирани односите, мислам, многу се сложени и навистина во целата ова состојба на судир меѓу вистината и лагата, меѓу ова мешање меѓу белото и црното, меѓу кога се наоѓаме во оваа сериозна состојба на сивило во која се наоѓаме, навистина во сето тоа сериозно помага она што ние го нарекуваме искреност. И искреноста е нешто што сериозно треба да се тренира, да се вежба. Не е лесно да се биде искрен. Например, може би во еден момент да бидеме искрени, па после тоа да сватиме дека сме испаднали многу глупо што сме биле искрени. Но кога човек искреноста ќе ја врзе со својот духовен живот, кога човек својата искреност ќе ја врзе со служењето на Творецот, служењето на Бога и така натаму, тогаш таа искреност добива една духовна тежина, духовна силина. И сега знам дека многу често кога човек искрен и особено мудро искрен, не наивно искрен и така натаму, кажувајќи ја вистината, многу често како што и премалку правевме муабет, многу често вистината знае да заболи. Вистината знае како нож да пресече натре нешто во душата на некој човек, но тоа пресечување е буквално онака скалперско пресечување, оделување на лагата и вистината, затоа што лагата да, тоа уште повеќе може да тоа сакам, да. А последицата е да, последицата е, значи ние може да лажеме некој човек и он да не чувствува никаква последица во моментот кога го лажеме. Но кога ќе увиди дека ние подлого време сме го лажеле, сме го држеле во заблуда. Значи сме го држеле во една нереална за него невистинска состојба, дека он страшни последици во тој момент кога он осознава од таа лага, тогаш почнува страшната болка од лагата. Да. Чувството дека човек е измамен, дека... Сега, ова болка ваму, болка и ваму, но оваа болка, кога ја говориме вистината, натопена со љубов и мудрост и така втемелена на нашата искреност, таа вистина знае да заболи, знае да не заболи и нас кога ќе си ја кажеме, кога си ја признаеме, знае да ги заболи и нашите ближни кога ќе им ја кажуваме, но таа таа болка е лечебна болка, значи целебна болка. Значи не му допуштаме на злото, не му допуштаме на гревот, не ја допуштаме на лагата да не обземе. И ние со вистината се бореме против обземувањето или заробувањето на некоја личност. И ќе заболи малку, но со текот на времето ќе благодари за таа болка. Затоа што таа болка ја опоменала таа личност дека се наоѓа во заблуда. А сега ние, како што рекол предноци, може некого да лажеме и он да се чувствува и среќен и задоволен, за да после некое време разбере дека... Многу често лагата води кон клевета, а клеветата го ништи добриот глас кај човекот, а секој човек има право на добар глас. Дури деветата Божја заповед не сведочи лаж. Не сведочи лаж, да. Проти својот ближен. Тоа со секојдневен јазик се нарекува озборување. Или како што би кажале нашите луѓе... Интересен аспект. Да. Интересен момент од нашето живење. Луѓе оговарање. Значи, оговарање или озборување или клеветење. Добре, клеветењето е малце подлабоко, потешко, поболно. Но ние секојдневно, озборувајќи ги нашите ближни, ние ги клеветиме. Затоа што ние кога озборуваме некого, ние многу често, особено кога таа личност не е присутна, тоа е тоа. Значи, ние говориме, озборуваме, клеветиме кога таа личност не е присутна. И ние сакаме на останатите луѓе, кои се околу нас, да им представиме некаква слика за тој за кој ние говориме, каква што ние сакаме да му наметнеме на тој човек. Значи, една лажна слика за него. Дефектот свама, лош глас, да го бие лош глас. Значи, и со тоа ние имаме за цел
да го дискредитираме. А веројатно себе си да се покажеме во подобро светло. Значи, или има разни причини зошто се прави тоа. Или да се покажеме подобро светло, или например му забедуваме на тој човек, па сакаме да го дискредитираме во очите на другите дека тој не е таков како што ни го гледат, или таков како што е, не таков како што ние го гледаме и така натаму. Има милион причини, или може би манипулација со луѓето. Може би сакајќи да дискредитираме некого, многу често кога влегуваме во духовниот живот, ние гледаме оној, нашиот противник, што Христос го нарекува татко на лагата, извор на секоја лага. Како во нас создава погрешна представа за Бога. Лажна представа за Бога. Значи, создава лажна представа и за ближните. Лажна представа и за нас самите. И, значи, ние... сето тоа со цел да го дискредитира Бога, да не дискредитира и самите нас. Значи, кога злото ќе почне во нас да работи, има за цел да не обезвредни, да се изгуби нашата вредност, вистинска од Бога даден, да се изгуби нашата смисла. Колку повеќе зло, колку повеќе лага во нас, толку помалку вредност во нас. И ние во еден момент просто се чудиме кои сме, што сме, кај сме, зошто сме и така и се наоѓаме во една зачудена состојба. Тоа е тоа. Таткото на лагата тоа го прави во нас, а борбата против лагата е сега да се отвориме за вистината, значи да го запознаеме Бога таков како што тој е. Има една прекрасна книга од архимандритот Софроније, Бог таков како што тој е. Значи, тој говори за своето духовно искуство, за тоа како тој преку своето духовно патување го осознава Бога, но не некакво рационално сознавање, некакво интелектуално преку книги, туку едно длабоко лично сознавање за тоа каков е Бог. И сега човек кога ќе го спознае Бога таков како што тој е, вистинскиот, тој што е вистината, тогаш многу нешта, односно не многу нешта, него сите нешта почнуваат да се менуваат. И сега кога особено такви луѓе говорат за вистината, тие говорат всушност за Бога. Има една интересна епизода од Евангелието, кога Пилат го прашува нашиот Господ и Спасител, тоа кога пред распнувањето, што е вистина? Христос не му одговара што е вистина. И многумина вака кога разговараме за Евангелието, прашуваат, добро, зашто не му одговара? Дека така како што требало, како што луѓето мислат, дека одговорот е многу едноставен. Христос до тој момент му сведочеше на Пилат дека самиот тој е овоплотената вистина. Тој е вечниот кој станал човек. И вистината е пред Пилата. А Пилат размислувал по логиката на филозофската категорија што е вистина. Значи, филозофите одат да ја осознаат вистината како некаков систем. Теологијата, особено христијанскиот начин на поимање на вистината, вистината се поима како личност. Затоа што се што е создадено од некого, а е создадено од нашиот Творец. И тој што е вечниот е вистина. Затоа што се што создал заради вистина, заради љубов, заради постоење. И се што создал е така како што е, веќе со, како да кажам, со милиони години, не говорам само за оваа наша планета, го говорам за сите нивоа на екзистенција и говорам дека неговото постоење како вистина е вечна вистина, дека тој вечно постои, дека вечно постоечко битие. И затоа Христос на Пилат не му одговорил на прашањето што е вистина, затоа што самата вистина била пред него и затоа ние луѓето, односно особено христијаните, го користиме тој термин, односно кога прашуваме за вистината, не што е туку, кој е вистина. И кога ние слушаме луѓе кои говорат за вистината, значи, од теолози, духовници, филозофи, социолози, политичари и така натаму, многу е битно да разбереме дали тој човек што ја говори вистината, самиот ја спознал вистината и живее во вистината. Или тој просто во својот ум прави на еден начин интелектуална акробација и користи разни убави зборови, за да на нас, луѓето, ни представи нешто што е вистина, преку кое сака да не држи во манипулација. Значи, многу е битно кога имаме средба, контекст, можност за запознавање на човек, да
да осознаеме дали тој е вистина, односно колку тој во себе си има од вистината, односно има од Бога. Односно, човек е овистинет во тој процент, како да кажем, во таа смисла, доколку самиот тој како личност се отворил за личноста на Бога. Колку повеќе се отвараме за личноста на Бога и го примаме Божјото делување внатре во нас, толку повеќе ние се овистинуваме и стануваме здрави, нормални личности. А тоа, меѓу другото, подразбира и да се живее според Божите правила, тоа подразбира да се следи Божјата реч. Така, ако во контекст на ова што го говоревме, ако може наједноставно да се објаснат што е смислата на Божите заповеди, тоа е гласот на вистината. Значи, секоја Божја заповед е глас на вистина. Она што го говоревме, тој скалпер што лечи. Значи, секоја Божја заповед ни говори ова е вистина. И ако одиш во оваа насока, тогаш ти ќе здобиеш таква и таква состојба, ќе ти се случи тоа и тоа. Доколку не одиш во оваа насока, одиш во спротивна насока, тогаш ќе ти се случи тоа и тоа. Сега да не бидам многу абстрактен, да бидам поконкретен. Значи, со оваа 9-та Божја заповед не сведочи лажно против својот ближен. Тоа е глас на вистината. И сега, може би после оваа емисија, да седнеме тамо на кафе или на чај и ќе ни се отвори моментот да почнеме така некаков порив, егоистичен, манипулативен, суетлив, да почнеме да озборуваме некого, да клеветиме. И сега, во еден момент, во нашата совест, нашата искреност ја потикнува ова заповед. Не сведочи лажно против својот ближен. Еве го гласот на вистината. И сега, ако го послушаме гласот на вистината, ќе се сепнеме и нема да учествуваме веќе во лагата. Ако не го послушаме гласот на вистината, увикаме, тргни се сега ти малце, нема што со тебе да си трошиме време, ние ќе си продолжиме понатаму во лагата, ќе се лажеме еден со друг, ќе ги лажеме другите, лагата ќе се шири, ќе си добива своји ефективи и ефективите на лагата се поголема и поголема хаотичност во меѓуличностните односи помеѓу луѓето. Нема, односно, колку повеќе хаотичност или патолошка една релација, толку помалку љубов, толку помалку искреност, толку помалку доверба. И помалку убавина во се околу. Па, се губи. Гледате, една обична лага до кај може да не однесе. Тоа е... Ова би било, мислам, прекрасно за завршување на емисијава, но јас исто пред крај би сакала да ги спомнеме и некои појави кои се врзуваат и за лагата и за вистината. А тоа е, да кажеме, лицемерието, тоа е, да кажеме, манипулацијата, тоа е, да кажеме, додворувањето и полтронството. Па тоа е последица на паднатата состојба. Не е само на лагата. Мислам, лагата е една од пројавите на паднатата состојба. На состојбата да се живее во грев, во отпадништво, во промашување. Значи, ние кога живееме во промашување, кога живееме надвор од вистината, надвор од љубовта таква како што е, надвор од искреноста, надвор од духовниот живот, во нас ние буквално предизвикуваме, што да ви кажам, рој на змијарник. Змии колку сакате. И злото ќе се пројавува на различити начини. Дали тоа ќе го наречеме егоизам, дали ќе го наречеме полтронство, дали ќе го наречеме суета, лицемерие, милион. Но злото ќе си дига глава и ќе гриза. Што е сочувањето тајни? Сега зависи за каква тајна се работи. Каде може тоа да го сместиме? Еве, како Јас мислам дека тоа може да го сместиме во контекстот во она што говоревме за тоа дали секогаш и се треба да им се каже на луѓето. Во однос на тоа, кога промолчуваме, која е целта на тоа, зашто ние не го кажуваме тоа. Значи, ако е целта некаква манипулација, стекнување некаква корис, интерес и така натаму, тогаш тоа е опасна работа. Но доколку ние чуваме некаква тајна, за да не предизвикаме штета или да не... Еве, особено ние свештениците, ние чуваме тајната ни исповед. Значи, луѓето кои се исповедат кај нас, всушност они не се исповедат кај нас, они се исповедат пред Господа. Ние сме само сведоци на нивната исповед, но тоа што они ќе го исповедат, тоа останува
кај нас и заклучена е. Да. И ние сме дале завет да ја чуваме таа тајна. И доколку таа тајна ја кажеме, тогаш веќе Го ние прекршувате го прекршуваме заветот. Значи некои тајни не се закажувања. Јас ја донесов ова книга. Таа би им ја препорачале така. сигурно и на гледачите. Јас би им ја препорачал на гледачите и доколку ја најдат, јас ја имам на бугарски. Јас знам дека се продаваше пред неколку години. Ова книга е на Морган Скот Пек, Људи лажи. Така. Да, Људи лажи. Луѓе на лагата. Луѓе на лагата. Не знам на македонски дали е преведена. Да, но јас знам дека на српско-хрватски беше преведена и едно време беше многу популарна така. И мислам дека може да се најде, значи Морган Скот Пек, Људи лажи. Морган Скот Пек преку таа книга всушност завлегува во проблематиката на злото, односно преку проблематиката на болеста, значи на патологијата, преку проблематиката на лагата завлегува директно во суштината на целиот проблем, а тоа е злото во човекот. И самиот Морган Скот Пек, пишувајќи оваа книга, доаѓа до Христос. Доаѓа до вистината, доаѓа до спасителот на човештвото. Мислам, на еден начин тоа му било внатрешното патување. Преку злото, преку лагата, да ја открие вистината и доброто. И самиот тој во оваа книга опишува и екзорцизам, изгонување на нечисти духови. Самиот тој како психијатар бил присутен на тој екзорцизам и тоа би било тема можеби на да, некоја од друга емисии. Ви благодарам многу за разговорот, ви посакувам убав неделен ден. Истото тоа им го посакувам и на сите оние што ја следе оваа наша емисија и што ете можеби овој разговор ќе ги поттикне малку да размислат за себе.